Редовен термин за најновите настани и случувања од вартарскот и квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Политика, култура, живот и во овој дневник информативната редакција на К1 телевизија ги подготви најинтересните настани. Што се ќе гледате во дневникот, останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Отчет за сработеното дадоа градоначалниците на општина Велес и Свети Николе. Општинската организација на Црвениот крст доби донација од Велешкиот ротари клуб. Се извлекува автобусот од несреќата кај кула на автопатската делница Велес-Скопје. Во тека извлекувањето на автобусот со кој се случи сообраќајната несреќа кај кула на автопатската делница Велес-Скопје. И денеска обвинителството не излезе со детали од истрагата. Доказите, материјалните траги и изјавите треба да дадат одговор на прашањето што точно се случи во неделата вечер. За време на извлекувањето на автобусот сообраќајот на автопатската делница Велес-Скопје се одвиваше по една коловозна лента. Извлекувањето на автобусот што излета кај кула на автопатската делница од Велес кон Скопје во сообраќајната незгода што се случи пред 2 дена е во тек. Веќе неколку часа фирмата задолжена за завршување на работите со кран го извлекува возилото. Надлежните се уште работат на откривање на причините за несреќата. За време на извлекувањето на автобусот сообраќајот на автопатската делница се одвиваше по една коловозна лента. Денеска обвинителството не излезе со детали од истрагата. Доказите, материјалните траги, изјавите треба да го дадат одговорот на прашањето што се случи во неделата навечер. Во текот на вчерашниот ден продолжи увидот на полицијата и јавното обвинителство. Се прибираа траги од внатрешноста, а надлежниот обвинител побарал и анализа на крвта од возачот на возилото. Што покажуваат резултатите од анализата се уште не се знае. Инаку патниците кои што беа задржани во Велешката болница веќе се пуштени на домашно лекување. Повредените патници кои што беа пренесени во Скопје закрепнуваат и се во стабилна здравствена состојба. Сообраќајната незгода во која една жена загина се случи во неделата навечер. 27 патници кои се враќаа од одмор од Грција завршија во болница во Скопје и Велес. Возачот од се уште неутврдени причини завртел лево, пошто автобусот излета во провалија. За 4 години успевме да направиме многу проекти на полето на инфраструктурата, економијата, образованието, културата, социјалната заштита, комуналните дејности, спортот, но и невладиниот сектор, рече на денешната пресконференција градоначалникот на Велес Славчо Чадиев, давајќи отчет за 4-годишното работење како татко на градот. Во изборната програма во 2013 ветивме 117 проекти, а реализиравме дури 370. Се со цел да се подобрат условите за живот на велешани, потенцира Чадиев. Отчетот за сработеното во општина Велес за период 2013-2017 година од денеска започнува да се дели. Секој граѓанин истиот ќе го добие во пишана или електронска форма. Се што градевме и создававме беше со цел Велес да го направиме место за живење по мерка на неговите граѓани, рече градоначалникот Славчо Чадиев. Најголем фокус сепак посветивме на економијата, што всушност беше наша примарна цел. Во Велес за прв пат, по неколку децении се отворија фабрики и индустријски капацитети, со кои значително се намали процентот на невработените лица во нашиот град. Целосно ја изградивме индустријската зона Каласлари. Ја пуштивме во употреба индустријската зона Речени 2. Во Каласлари се отвори фабриката Маркарт со 450 наши сограѓани кои што во моментот работат таму со тенденција да тој број биде зголемен на 600 во наредниот период. И уредив исто така индустријската зона Мамутчево, која што е по површина најголема индустријска зона во општина Велес. За 4 години реализирани се 117 проекти, вели Чадиев.
20 улици биле асфалтирани, 47 биле бетонирани, 21 поплочени. Изградени се 2 кружни текови, 1 пешачки мост, а целосно реконструиран е и мостот Гемиджи. Изградени се 680 паркинг места, подпорни ѕидови, а поставени се и многу ракохвати. 680 нови паркинг места за 4 години се изградени и се ставени на располагање на нашите сограѓани. Вкупната должина на улиците и патиштата кои што се реконструирани изнесува 115,1 км квадратен во нашиот град. Експанзија во градежништвото. Изградени се исто така 48 водоводни линии, односно во должина повеќе од 38 километри примарна мрежа. Ако додадеме и секундарната мрежа, должината е многу поголема. Исто така, имаме 12 проекти за поставување на канализациони системи. Горди сме што во изминативе 4 години вложивме многу во образованието. Целосно се изградени 2 нови училишта во село Сливник и во населбата Отовица. Истовремено гимназијата Коча Рацин и Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи се целосно реновирани. Топловодни системи се поставени во 9 училишта. Покривот е заменет во училиштето во Клуковец и во населеното место Челошево. Системи за ладење имаме и во нова фасада во училиштето, средното училиште Коле Неделковски. Нови исто така и во клоновите на детските градинки Димче Мирчев. Посветено работевме, вели Чадиев, и на промоција на културните вредности. Во 2015 година Велес повтор пат беше град на културата. Во таа година реализирани беа 250 културни настани. Во овие изминати 4 години видливи се вложувањата во спортот, реконструиран е теренот на градскиот стадион, покриена е салата Гемиджи, изградени се тениски игралишта, фитнес вежбални, повеќе наменски спортски игралишта. И формиравме градскиот ракометен клуб Борец. Потоа го формиравме градскиот одбојкарски клуб Борец. Го формиравме боксерскиот клуб Борец. Во моментот сме во фаза и на формирање на градскиот кошаркарски клуб Борец. Наскоро ќе се формира и уште еден клуб од гамата на спортското друштво Борец. Од тоа ќе го заокружиме и ќе го формираме брендот на градот, а тоа е спортско друштво Борец. Потаму продолживме со поддршка на спортот во градот преку финансирање на клубовите. Финансиски средства добиваат 48 клубови од сениорска и 18 клубови во младинска конкуренција. Чадиев вели, пред 4 години како кандидат за градоначалник ветив реализација на програма со 117 проекти. Денес, како градоначалник, давам отчет за реализирана програма со 170 проекти. Заложбите Велес да биде најтранспарентна општина се остварија во 2015 и 2017 година. Велес е прогласен за најтранспарентна општина во Македонија со многу повисок степен на транспарентност од сите министерства и владата, рече Чадиев. Отчет за сработеното во изминатите 4 години даде и градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев. Тој ги издвои реализираните проекти во делот на инфраструктурата, дотрајната канализационна и водоводна мрежа и реконструкцијата на образовните институции во општината, потенцирајќи дека Свети Николе од слепот црево стана комуникацијски најдобро поврзана општина во источниот дел на Македонија. Зад нас се 4 динамични години исполнети со многу предизвици и реализирани проекти, рече Зоран Тасев, градоначалник на општина Свети Николе, на денешната пресконференција на која тој ги презентираше проектите, реализирани во овој период. Донесени биле 14 нови детални урбанистички планови, а изработен бил и нов генерален урбанистички план со опфат од 713 хектари. Сите реконструкции кои што ги започнавме и ги правевме во нашата општина, ги правевме темелно. Тоа значи оному каде што требаше да се менува водоводната мрежа, ја заменивме старата и дотраена азбестна, а некаде и метална водоводна мрежа. Оному каде што требаше да се смени канализационата мрежа, ја сменивме канализационата мрежа. Оному каде што требаше да се стави атмосферска, ставивме атмосферска. Каде што требаше да се стави дренажа, ставивме дренажа. Вкупно заменивме 6433 метри, од кои што 4217 стара и дотраена азбестна водоводна мрежа. Немањето на подземен катастар, дотраената канализациона мрежа, се само дел од проблемите кои се решаваа.
Изградена е канализациона мрежа во должина од 23 километри, а општината има изготвено проекти за уште 17 километри канализациона и водоводна мрежа. Овие проекти таа се вели дека веќе се во Министерството за транспорт и врски. Направивме проектна документација за водоснабдување, благодарение на соработката со Вардарски плански регион, за сите села преку хидросистемот Златовица. Еден огромен проект во кој што ќе се опфатени селата Мустафино, Ерџелија, Кадрифаково, Пеширово, Анзибегово и Црнилиште. Проектната документација е тука. Направивме проектни документации за улиците Васка Циклева, дел на улица Рудина, Кнежевски пат и Горовенски пат и обезбедивме средства. Проектите чекаат во Министерството за транспорт и врски за нивна реализација. Од слепо црево до комуникацијски најдобро поврзана општина. Ова му се случи на Свети Николе во изминатите 4 години, рече Тасев. Се изградија многу нови коридори. Асфалтно се поврза селата Мечкуевци и Куково, а со тоа асфалтно директно се поврза општина Свети Николе и општина Пробишти. Асфалтен пат нов помеѓу Ерџелија и Мустафино. Асфалтен пат до локалитетот Била Зора. Асфалтен пат од 3,5 км проширување до село Немањици. Асфалтен пат до Клучка Команово до село Орел. Исто така направивме и асфалтно поврзување со акумулацијата Мавровица. Многу значаен проект за нас како општина беше помошта и она што го направи владата на Република Македонија. Експресниот пат Велес-Кадрифаково. Од небезбеден сега еден од побезбедните патишта, граѓаните на општина Свети Николе можат безбедно да патуваат. 13 детски игралишта изградени се во изминатите 4 години. Реновирани се спортски сали, реконструирани се детски градинки, училишта, а изградена и градска капела. Исчистено е речното корито, изграден е нов мост. Направивме паркинг за товарни возила. Го уредивме излетничкото место Бареш со нови содржини, со 9 летниковци и исто така направивме 6 нови летниковци во излетничкото место Мавровица. Понатаму направивме реконструкција на градскиот фудбалски стадион и успеавме да го реанимираме и да го обновиме фудбалскиот клуб Овчеполе. И тој се надпреварува во третата македонска лига. Изградено е дупло тениско игралиште исто така во нашата општина. Понатаму направивме каскаден прах преку реката каде што беше скинат градскиот колектор и го немаме веќе тој проблем. Та се вели дека работел посветено отчетно и транспарентно во интерес на своите сограѓани, кои во наредниот период во пишана форма ќе го добијат отчетот и ќе може да видат што се е сработено во период 2013-2017 година. Општинската организација на Црвен крст Велес доби донација од Велешкиот Ротари клуб. Станува збор за опрема која е од важен сегмент во процесот на пружање на прва помош при катастрофи. Вкупната вредност на овој проект е 257.000 денари. Дијана Иванова ги има деталите. Ротари клубот Велес денеска донираше опрема со која волонтерите на општинската организација на Црвениот крст од Велес можат подобро да пружат помош. Одговорот при катастрофи е важен сегмент во процесот на пружање на прва помош при катастрофа и затоа неопходно е да се реагира на време. Водејќи се од ова, ротаријанците го изготвиле проектот, со него аплицирале во Сојузот на ротари клубови на Македонија и подобрување на средствата. Истиот во неколку фази бил реализиран. Денеска беше последната промоција на 16 комплети, наменети за волонтерите, но и многу медицински материјал. Да обезбедиме поголема едукација и тренинг, обука на волонтерите од Црвениот крст, за да може поефикасно и поефективно да действуваат во случај на потреба и се разбира да направиме што можеме за да ги опремиме да имаат се што им е потребно на располагање за да одговорат на предизвиците, да спасат човечки животи и материјално-технички средства во случај на, не дај Боже, да дојде до таква ситуација. За општинската организација на Црвен крст оваа соработка е потврда дека во Велес степенот на хуманост на општествената одговорност е голема. Ние прва заедничка соработка, они секогаш биле отворени за соработка во однос на активностите кои што ги спроведува Црвениот крст. Во овој случај се однесува за тимот за одговор при катастрофи, за обезбедување на униформи за тимот. Имплементацијата на овој проект всушност представува еден значаен, многу значаен исчекор на подобрување на капацитетите на
општинската организација за действување, односно одговор при катастрофи, и тоа како во кадровскиот потенцијал, така и во техничкиот потенцијал, односно во обезбедувањето на материјалните средства. Со овој проект, значи, го подобрихме и кадровскиот потенцијал. Вкупната вредност на проектот е 257.000 денари. Ова не е прва соработка на Ротари клубот од Велес и Велешкиот Црвен крст. Последната информација која протече во јавноста од страна на СДСМ, со која се најави либерализација на пазарот на електрична енергија, тема на денешната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Велес. Од таму велат, по шокот кој СДС го приреди на граѓаните со пензиите, следува уште еден. Зоран Заев и СДС и понатаму работи тајно и на штета на граѓаните. По шокот за пензиите кој СДС и го приреди на граѓаните, деновиве протече информација со која се најави либерализација на пазарот на електрична енергија, обвинуваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Велес. Јаневски вели дека овој потек значи удар по џебовите на граѓаните. Со либерализацијата на пазарот на електрична енергија, користи имаат само фирмите кои се блиски до СДС и лоби групите кои посредуваат енергетски компании кои се занимаваат со трговија на електрична енергија. Намалувањето на цената на електричната енергија беше едно од ветувањата на СДСМ на последните избори. Но, како што секогаш се случува, СДСМ едно ветува, а друго прави. Апсурдот да биде поголем, сега граѓаните ќе се молат цената на потрошената енергија да им остане иста, а ништо од помислата да се намали. Почитувани, во Велес има над 17.000 домаќинства кои се загрижени дека целосната либерализација на пазарот на електрична енергија, што се готви помеѓу профитерските фирми на Зоран Заев, ќе значи повисоки месечни сметки за потрошена електрична енергија. Владата на СДС оваа операција ја изведува во најголема тајност, која многу наликува на продажбата на ЕСМ во периодот кога исто така беа на власт и кога на граѓаните ветуваа бомбона бизнис, Дециден Јаневски, додавајќи дека граѓаните со право се загрижени и прашуваат ќе остане ли само горчлив вкус и повисоки сметки за потрошена електрична енергија. Колку новиот закон за либерализација на пазарот на електрична енергија ќе значи дополнителен трошок за нивниот домашен буџет, колку повисоки ќе бидат нивните сметки за потрошена електрична енергија и ќе се качува ли цената на струјата повеќе пати во текот на една година. За СДС и владата, освен решувањето на граѓаните, е споредна работа. За нив најважно е да се дојде до профит, брзо богатање и вработување на некомпетентни партиски кадри. На денешната пресконференција Томе Јаневски истакна дека ваквите подценувања и лицемерното однесување на СДС ќе биде казнето и граѓаните ќе бараат одговорност на престојните локални избори на 15 октомври. Идејата за проекција на детски цртани филмови во Кавадарци вроди со плод и се покажа како успешна. Голем број на граѓани заедно со своите деца изминатите денови беа дел од цртаните филмови кои се прикажуваа во амфитеатарот на градскиот плоштад. Идејата беше на градоначалникот Александар Панов, а реализацијата на Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Повеќе од успешен се покажа проектот за проекција на детски цртани филмови во амфитеатарот на градскиот плоштад. Идејата беше на градоначалникот Александар Панов, водејќи се по примерот на неколку европски земји. Со ова се докажува грижата на локалната самоуправа кон најмладите граѓани, кои секоја вечер беа редовни гости на плоштадот, внимателно гледајќи ги филмовите кои се прикажуваат за нив. Морам да ви кажам дека идејата е лично моја. Моја пренесов на директорот, од кога поминав пред 2 години еден одмор во Грција, каде што во еден ваков сличен простор беа иметувани детски филмови и видов колку е голем интересот. Од една страна децата кои што во тој период наместо да ги пазат родителите, че можат малку да поседат и да погледат неколку сцени од цртани филмови или од било каков друг филм. А истовремено и родителите ќе бидат незагрижени, односно ќе бидат полагодни,
тогаш кога ги шетаат своите деца. Нема ништо полесно од тоа да се реализира еден ваков проект кога сите услови за работа се обезбедени. Целосната опрема е обезбедена од локалната самоуправа. Единствениот проблем кој што го имаше организаторот, Домот на културата Иван Мазов Климе, беше снабдувањето на цртани со македонски превод. Реализацијата беше многу лесна затоа што градоначалникот настапи, директор еве прожектор, еве платно, повелите правите кино. И тогаш многу лесно е да се прави нешто кога ги имаш основните средства и основните материјали за подготовка на овој настан. Се соочуваме со мал проблем кој што тешко наоѓаме филмови со македонски преводи, ама ќе се потрудиме и од кога ќе заврши овој летен период, јас би сакал ова да продолжи во салата, значи и есенскиот период, доколку временските прилики не дозволуваат надвор тоа да се направи, секоја сабота или недела да правиме кино утро, како што некогаш, додека бевме ние млади, го имаше тоа кино утро бесплатно за сите деца и така да мислам дека ова идеја ќе живее. Анимирањето на најмладите со мала пауза до траењето на ликовната колонија ќе продолжи се до почетокот на новата учебна година. Драстично се намалени нивоата на реките Црн, Дрим и Вардар. Просекот на Дрим за август мерено кај Ложани вообичаено е 121 см, а денеска изнесува 55, додека на Вардар кај Скопје, Велес и Егуновце во просек е до 36 см, но денес се движи од 4 до 18, соопштуваат од УХМР. Намален водостој под августовскиот просек Вардар покажува и кај Демир Капија. Нивоата се намалени на Треска кај Македонски Брод, на Крива Паланка кај на Крива река кај Крива Паланка, на Брегалница кај Берово, а преполовени се и на Сатеска кај Ботун и на Црна река кај Новаци. Минимално зголемување бележат Струмица кај Сушево и Пчиња кај Катлановска бања. Вести од земјава во продолжение. Процедурата за избор на нов државен јавен обвинител се одложува. Според објавата на интернет страната на владата, за сега оваа точка не се најде на дневниот ред. Советот за јавни обвинители в четврток на седница ќе го разгледува прашањето кој ќе биде вршител на должноста државен јавен обвинител, потврди председателот на Советот Петар Аневски. Тој вели дека за таа функција ќе изберат човек кој доаѓа од редовите на обвинители од Републичкото јавно обвинителство. Во меѓувреме, јавното обвинителство работи без прекин по тековните предмети, велат од таму. До изборот на вршител на должност на столчето на досегашниот државен обвинител Марко Зврлевски седна неговата заменичка Лилјана Спасовска, која го менува државниот обвинител во случај на спреченост или отсуство. Тоа значи дека таа има целосни ингеренции за спроведување на работни задачи до изборот на вршител на должност. По објавувањето на огласот во службен весник и најмалку 2 дневни весника почнува да тече рокот од 15 дена за пријавување на кандидатите. Потоа Советот има уште 15 дена рок за разгледување на биографиите на кандидатите и нивна оценка. Со оглед на временската рамка од оваа постапка се поклопува со кампањата за локалните избори. Се очекува конечната одлука од владата да пристигне во собранието по одржување на изборите. Според законот за избор на државен јавен обвинител, пратениците со просто мнозинство ќе треба да изгласаат кој ќе седне на столчето на Зврлевски откако ќе заврши целокупната процедура, односно откако владата ќе го достави до собранието предлог кандидатот кој претходно бил одобрен од Советот на јавни обвинители. Измени во Законот за социјална заштита во насока на подобрување на правата и квалитетот на живење на лицата со попреченост беа презентирани на денешната трибина, на која присуствуваа представници на Сдруженија на граѓани на лица со инвалидност и пречки во развојот. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска рече дека со овие измени за прв пат се воведува основа владата на Република Македонија да донесе посебна програма за обезбедување на персонална асистенција. Се воведува правото на персонална асистенција. Што во суштина ова значи? Она за кое што досега со години зборувавме дека се потребни персонални асистенти во училиштата, во домот, за социјалното дружење и живење на лицата со пречки во развојот, сега му се дава законска основа, а со тоа што се дава законска основа за персонална асистенција, се дава и можност за развој на програми. Со тоа Македонија за прв пат се обврзува и дека ќе воведе персонална асистенција, ќе вработи персонални асистенти по различни модели и механизми и истите ќе бидат на услуга на граѓаните. Втората измена се однесува дека правото на туѓа нега, слепило, мобилност и глувост
ќе се остваруваат за граѓаните без основа на нивните месечни приходи. Досега тоа право им беше ускратено на граѓаните. Иако овие права се компензација за нивната инвалидност или немак, согласно Уставот, досега беше врзано со приходите. Со предложените измени на Законот за социјална заштита се овозможува правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додатокот за слепило и мобилност, како и додатокот за глувост да се остварат без оглед на приходите на лицето кое има потреба од помош за задоволување на основните животни потреби и вклучување во секојдневниот живот во заедницата. Царовска вели дека со овие измени се овозможува лице со умерени пречки во менталниот развој да го оствари правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице врз основа на наод, оцена и мислење на стручен орган со кој е утврден видот и степенот на попреченост, издаден пред навршување на неговата 26 годишна возраст. Согласно овие измени и надоместокот за скратено работно време, родителите со деца и лица со попреченост ќе може да ги остваруваат и по нивната 26 година, односно без оглед на возраста на детето, изјави министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Србија сака да ја смири новонастанатата ситуација со Македонија, која не се базира на предпоставки, туку на недвосмислено утврдени факти кои говорат за засилено офанзивно дејствување кон Србија, изјави потпредседателот на владата на Србија и министер за надворешни работи Ивица Дачик за српската телевизија Пинк. Тој вели дека одлуката да биде повлечен целиот персонал од амбасадата во Македонија представува порака до Скопје, дека Белград знае се што се договориле или за што се договориле, а тоа, како што наведе, е нешто што не им се прави на пријателите. Но и покрај тоа истакнува Дачик, Србија сака добри односи со сите држави во регионот заради мирот и стабилноста. Најави дека за новонастанатата ситуација српскиот претседател Александар Вучик утре телефонски ќе разговара со македонскиот премиер Зоран Заев, а тој ќе се слушне со својот македонски колега Никола Димитров. И премиерката Ана Бернабик ќе има прилика да разговара со Заев на меѓународен собир планиран за наредните денови. Според Дачик, Србија била многу коректна и конструктивна и не се мешала во внатрешните работи на Македонија, дури и како што вели во турбулентните времења кога имаше секојдневни протести. За најавите од Скопје дека Македонија ќе ги следи повеќето држави од Европската унија во врска со кандидатурата на Косово за членство во УНЕСКО, Дачик истакна дека доколку Белград го следи ставот на Европската унија, тогаш би можел да ја поништи претходната одлука и да ја признае Македонија под името што го користи Брисел, а тоа е ПРМ. Многу сме јасни кога велиме дека сакаме да имаме добрососедски односи со Македонија, но тие мора да се базирани на принципите на реципроцитет, а тоа е како вие со нас, така и ние кон вас, изјави потпредседателот на српската влада и министер за надворешни работи Ивица Дачик. Италијанските спасувачки екипи извлекоа двајца од тројцата браќа кои беа затрупани под остатоците од куќата што се распадна на италијанскиот остров Исксија по земјотресот со јачина од 4 степени кој се случи синоќа. Третиот брат е пронеден и спасувачките тимови дојдеа кај него. Еден од браќата е 7-месечно бебе. До сега се пријавени 2 смртни случаи во земјотресот, јавува ДПА, додека најмалку 39 лица се повредени. Вести од светот. Муслиманските земји да ја зајакнат меѓусебната соработка, апелира турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. При посетата на Аман, каде се одбележува 70 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Турција и Јордан, Ердоган говореше за потребата од зајакнување на соработката на муслиманските земји. Заедно со Ердоган во Јордан замени турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавушоглу. Ердоган, кој учествувал на состанокот на делегациите од двете земји, нагласил дека исламскиот свет во моментот се соочува со тешки времења. Тој додаде дека Турција и Јордан ќе продолжат да работат заедно со цел да ја зачуваат неповредливоста на џамијата Ал-Акса во Ерусалим. Повикувајќи се на полициски извори, светските агенции пренесуваат дека една жена загина, еден човек е повреден во францускиот пристанишен град Марсеј, откако комбе удри во 2 автобуски постројки. Инцидентите се одвоени и се случиле на постројките алоцирани во различни области во интервал од 6:30 до 7:30 часот по локално време. На првата станица комби Рено Мастер тешко повреди еден човек, а по кратко време удри во втората постројка каде загина жена на возраст од 40 години.
Кратко потоа полицијата успеа да го запре комбето и да го задржи возачот, кој бил на возраст од 35 години и имал психички проблеми. Тамошните медиуми, повикувајќи се на информации од обвинителството, пишуваат дека не станува збор за терористички чин, туку за несреќа, предизвикана од лице со психички проблеми. Новинската агенција ТАС јавува дека 120 згради, од кои 98 стамбени, биле зафатени од големиот пожар во историскиот центар на Ростов-на-Дон, југозападна Русија. Пожарот избувнал во дрвена куќа во центарот на Ростов-на-Дон со население од 1,1 милион луѓе. Огнот брзо се преселил во соседните згради со помош на силниот ветер кој што дувал со брзина од најмалку 15 метри во секунда. Руските медиуми, повикувајќи се на изјави од локалните жители, пренесуваат дека пожарот неверојатно е подметнат, потенцирајќи го фактот дека предприемачите за недвижности се обидувале да го добијат земјиштето во центарот. Во гаснењето на пожарот, кој се проширил на површина од 10.000 квадратни метри, учествувале најмалку 1200 лица, поддржани од хеликоптери и авиони. Пожарот е ставен под контрола, но не и целосно изгаснат. Снабдувањето со електрична енергија и газ во погодената област превентивно беше прекинато, а 650 луѓе беа евакуирани. Денес имаме сончево време со умерена облачност, проследено со повремено засилен претежно северен ветер. УВ индексот има вредност 7. Утринската температура се движеше во интервал од 9 до 17 степени, а дневната од 22 до 29 степени. Од среда веќе следува период на претежно сончево време со посвежи утра. Дневната температура ќе биде во постепен пораст, така што во деновите од викендот ќе биде во интервал од 30 до 38 степени. Ова беше последната информација во информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Останете понатаму со програмата на К1. Пријатно!